Добар ден, драги пријатели, добродојдовте у денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и јас сум човекот кој што можеби ќе го мразите или ќе ви инспирира за некаква промена во делот на начинот на живот, односно здрав и активен начин на живот. Денешната тема ми е инспирирана од една наша гледачка, односно една наша пријателка, која што ми постави прашање дали смеам да јадам после 6. И сватив дека огромен број на луѓе можеби се мачат со ова прашање и можеби голем број на луѓе одговорот по ова прашање им е не никако, затоа што ќе се поправиш, затоа што ќе складираш масти и така натаму, но во старт ќе ви кажам дека тоа е огромен мит и невистина кој што ќе ви дадам и конкретни факти зошто и нема да функционира и зошто треба да го промените. Ќе се вратам на она што константно ќе го зборуваме и го зборуваме во овие епизоди и во ова шоу, а тоа е дека нашето тело бара одредено гориво кој што во текот на целиот ден треба да го обработува и да го користи како извор на енергија. Тоа значи дека ако можеби повлечеме паралела и го споредиме нашето тело со можеби одредена кола, замислете си на вашата кола која што можеби треба да биде во функција и после 6 часот да не ставите гориво, а да трепка ламбичето за резерва. Тоа значи дека без разлика дали е 6, 7, 8 или 12 саат, вашата кола нема да функционира и нема да продолжи да оди. Сега, нашето тело не е создадено така и нормално е дека ќе продолжи да функционира и дека нема можеби ние да застанеме и да се замрзнеме во одреден дел од денот, односно попладне, да предпоставиме дека после 6 кога нема да јадете, но тој мит и таа невистина доаѓа од фактот што многу голем дел од луѓето сметаат дека попладневните напади за благо, за кризи за висококалорична храна се најголемиот виновник зошто можеби имаат проблем со изгледот и со вишокот на килажа. Но во старт ќе ви кажам дека појавите на напади и кризи за благо, грицки и така натаму висококалорична храна во попладневните часови, особено после ручек и после 6, како што ми го поставија прашањето, се резултат на погрешните навики кои што доаѓаат уште од почетокот на денот. Голем број дел на луѓе немаат никакви оброци или можеби имаат само еден оброк и тој оброк е катастрофален во поглед на нутритивна вредност и сето тоа придонесува да можеби не имаме напади и кризи. Но клучниот проблем кој што вас ви создава вишок на килажа не е оброкот и тоа што ќе јадете после 6, туку клучниот проблем е нередовната исхрана и бавниот метаболизам кој што има тенденција да чува масти како резерви на енергија и на долг рок да се создаваат и да се покачува килажата. Јадењето после 6 како е важно и како треба да го има, затоа што повеќето од нас не одат во кревет и не заспиваат во 7 или во 8 часот. И она што е мој совет, гледајте последниот оброк да ви биде некои 2 часа можеби пред да одите во кревет и пред да легнувате. И не е толку страшно вие дали јадете или дали не јадете, туку она што е вистинскиот и клучниот момент е што ќе јадете можеби после 6. Проблемот е, пак ќе речам, повеќето од вас јадат глупости, повеќето од вас јадат многу шеќер и масти, а тоа се благото и грицките и висококалоричната храна која што ни е потреба во попладневните часови, а она што нас ни треба практично е храна квалитетна која што би требало да ја внесуваме во текот на целиот ден. Така да не се секирете дали јадете после 6, секирете се што јадете пред 6 и секирете се дали имате редовност на оброци и го задоволувате телото со нутритивна вредност што нема да доведе до кризи, до напади за благо и грицки и тоа да не ви биде виновник зашто можеби имате вишок на килажа или немате. Така да, дечки, мислам дека решивме уште еден мит и уште една дилема. Се надам ви инспирирав да размислувате во позитивна насока. Ако не се сложувате, слободно, јас сум и tekako отворен за дебата. Многу сакам да ги решаваме сите овие работи кои што ги зборуваме тука и овие теми. До следната епизода ви се заблагодарувам и ви посакувам да останете со добри и здрави, квалитетни животни навики. Чао, чао!